Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. 12 години затвор доби Стојанче Јовановски за тепањето на својата сопруга, загрозување на нејзината сигурност и наведување на самоубиство. Судијата Ивица Стефановска и му ги пресуди максималните казни. Иако тие се вкупно 13 години според законските регулативи, збирот на сите казни мора да е помало од поединичната казна. Обвинителството е задоволно од пресудата. За кривичното дело телесна повреда од член 130 став 2 ВВ со став 1 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 5 години. За кривичното дело загрозување на сигурноста од член 144 став 3 ВВ став 2 ВВ став 1 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 3 години и за кривичното дело наведување на самоубиство и помагање во самоубиство од член 128 став 4 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 5 години. За сите три кривични дела утврдена максимална казна, па со примена на правилата за одмерување на казната за дела сторени во стек содржани во член 44 од Кривичниот законник го осудува на единствена казна затвор во трајање од 12 години. Казнената политика може би не е во корелација и не соодветствува на толку тешката последица што ја имаме кај вакви случаи, посебно што прв пат имаме случај на проширено самоубиство, не само самоубиство, и сметам дека тоа би требало да биде предмет на една поширока анализа од страна на правните експерти, изготвувачи на закон во насока на построга казнена политика. Ова е голем чекор кој што во иднина треба да се следи заради тоа што во случај на самоубиство понатаму државните институции треба да истражуваат дали било поради долготрајно семено насилство како што беше во овој случај. Инфлација од 5,7% во април измери државната статистика. Скок на цените има кај сите производи, а најголем од 8% кај храната и над 10% кај пијалоците и тутунот. На месечно ниво, пак од март до април, инфлацијата е зголемена за 1,3% поени. Ако растот продолжи, ќе се намалува ДДВ-то кај храната. Пораст на цените на храната, енергенсите, металите очекува и Народна банка. Во најновите прогнози зголемени се проекциите за инфлацијата годинава, за која предвидува да достигне до 4%. Во моментот опцијата да основните прехранбени производи ДДВ-то кое што е 5% биде намалено се уште е на маса, но повторно ви велам, околу 0,7% мислам или 0,8% е месечната промена на цените на основните прехранбени производи на сметка на транспортните услуги. Тоа е отприлика она кое што е предмет на нашата анализа. Го чекаат оној момент да видиме дали овие секундарни ефекти, преносот на првичниот удар на увозните цени ќе се прелее на цените на другите производи и на очекувањата. И тука е она одлучноста и на Народна банка на Република Македонија, како што е навестено, се разбира, ние имаме еден друг момент, имаме фиксен девизен курс, кој што се разбира основно монетарно сидро на монетарната политика. Доколку продолжат или трансферот на овие негативни ефекти продолжи понатаму и има некои неполни движења на девизниот пазар, кој што сега од аспект на девизните резерви нели нивото е солидно, ние ќе реагираме со зголемување на каматните стапи. Уставни измени нема да има, ниту македонската влада е подготвена за менување на уставот за да се вметнат бугарите. Дециден е шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски по доделувањето на мандатот на Румен Радев за формирање влада и пораките дека Софија нема да ги менува позициите во надворешната политика. Муцунски порача дека Македонија е подготвена за разговори, но потребна е волја за диалог и во Бугарија. Иако најавуваат цврсти позиции код Македонија, Бугарија ќе биде соочена со имплементација на пресудите од Судот за човекови права за македонското малцинство, вели генералниот секретар на Советот на Европа. Во овој контекст, нашата држава не е подготвена за уставни измени. Има недостаток на доверба и недостаток на кредибилитет по однос на испораката спрема нас како држава. Така да
Во овој момент услови за уставни измени нема и владата не е подготвена да превземе било каков чекор кон уставни измени. Ние секогаш сме биле подготвени за диалог и сега сме подготвени за диалог. Недостатокот за волја за таков диалог имаше од страна на соседна Бугарија при постоење на една претходна политичка влада. Работиме на тоа и имаме веќе добар напредок во последните 12 месеци, сега е подобро од претходно. И што значи спроведување? Комитетот на министри значи дека семејството на земјите членки одлучило дали нешто ќе се спроведува или не, но според мене може да ви кажам дека тоа може да биде конкретно и практично спроведување. Не смее да биде само символично. Сепак сме земја членка на Советот на Европа. И ние нашите перспективи по однос на тоа прашање ги даваме во рамките на Комитетот на министри како земја членка на Советот на Европа и очекуваме дека сите земји членки ќе си ги превземат своите обврски во согласност со конвенција. Населението во Македонија стареа, општините не се заинтересирани за отворање домови за стари лица. Само Кавадарци и Крива Паланка аплицирале на годишниот јавен повик од Министерството за социјала. Владата со нова 20-годишна стратегија за демографска отпорност ќе се справува со овој сериозен предизвик. Имаше отворено и по програмата, знаете, имаше отворен повик и со програмата со унгарскиот кредит. Тука требаше да конкурират и со детски градинки и со старски домови. Значи не е до нас, тоа е до општините, до нивните барања. Што поднесуваат тие, ние тоа и го реализираме. Не е чудо што ова го дискутираме овде во Источна Европа, затоа што во овој регион се наоѓаат 11 популации кои што најбргу опаѓаат во светот. Токму затоа мораме итно да реагираме. Се обидуваме преку активни мерки да допринесеме да се подобри демографската слика, но повторно ќе кажам, мојата порака е кон сите оние кои што се обидуваат да пронајдат своја иднина надвор од границите на нашата татковина, да размислат многу внимателно дали е тоа на вистинскиот избор. Јас сум свесен дека ние како држава можеби имаме одредени недостатоци кои што се акумулирале со децении, но убеден сум дека оваа влада дава се од себе голем дел од тие недостатоци да исправи и системски, но и суштински.